До петок ќе се знае кои производи ќе бидат дел од новогодишната кошничка, со која се предвидува намалување на цените на повеќе од 600 производи. Но колку истата според економистите ќе даде резултат? Глигор Ивановски вели дека цените постојано растат, а за тоа сведочат и граѓаните. Токму за тоа потребна е реална подлога за да можат ваквите мерки од страна на владата да дадат резултати кои ќе ги почувствуваат и граѓаните. Јас за цело време зборувам дека прво цените ќе раснат и дека ова така наречена потрошувачка кошничка нема реална подлога. Реална подлога е секојдневно да се мерат потребите на луѓето изразени во пари, а инаку реалната кошничка кога се утврди за еден период, таа не е фиксна, секојдневно се менуваат работите, поточно секојдневно раснат цените. Уште со воведувањето на овој законот за нефер трговски практики, јас дадов изјава дека цените ќе раснат без разлика што законот има интенции, има намера и владата и сите ние поединечно што учествуваме во тој стопански живот, сакаме цените да бидат стабилни, да нема инфлација, ама тоа е желба. Само со поголема понуда може да има намалување на цените на производите, вели Ивановски. Кога ќе се намали увозот на пченица, пченка, но и извозот на квалитетни производи, може да зборуваме за реална понуда која ќе придонесе за поголема побарувачка и намалување на цените на производите, дециден е тој. Единствен начин е зголемена понуда. Пазарот, ние кога велиме пазар, мислиме дека тоа нешто апстрактно. Пазарот е место каде што се срекава понудата и побарувачката. Понудата на производи ја нудат продавачите, снабдувачите, а побарувачката ја создаваат потрошувачите. Да зголемена понуда на производи што ги бара населението и кога тоа ќе се случи, тогаш сите трговци ќе барат начин како да ги продадат, а еден од начините за продажба е и намалување на цените. Нема друго. Значи без понуда може да зборуваме и да теоретски да донесуваме мерки, прописи, закони, се, меѓутоа тие нема да дадат ефект. Тоа е само, пак ќе кажам, желба на тие донесувачите. Ние сите сме свесни дека и владата сака да има стабилна економија, да нема проблеми со снабдувањето, да нема реакција од населението, ама не е мокна бидејќи немаме доволна понуда. Потрошувачките кошнички се носат пред сите поголеми празници и во нив се производи кои најмногу се бараат во одреден временски период за кој е донесена кошничката. Заврши есенската, а сега следува новогодишната која ќе важи еден месец.